Јасна и очекувана порака. Тоа се дел од коментарите на познавачите на политичките состојби по денешниот настап на Лоранс Бун, француската државна секретарка за Европа. Изјавите на високата дипломатска представничка, чија посета е прва по јулскиот договор, не се изненадување зашто, како што велат нашите соговорници, тие се само продолжување на политиката на официјален Париз, кој директно го леснуваше процесот меѓу Скопје и Софија, што резултираше со почеток на преговорите за членство. А Бун во земјава дојде за да испорача три пораки. Првата е за пријателството меѓу двете земји, втората е за зајакнување на заедничкиот ангажман, а третата можеби и клучна дека Скопје треба до крај да го изоди патот почнат со францускиот предлог. Франција придонесе за деблокирање на состојбата, да и помогнеме на Северна Македонија да има европска перспектива. Ќе продолжиме да ја придружуваме во овој амбициозен проект со крајна цел до 2030 година. Праведно е ако се каже дека навистина направивте многу за пренесување на европското законодавство во домашното. Договорот постигнат за време на француското претседателство го отвори патот за членство во Унијата. Денеска, она што ние сакаме да го кажеме дека патот треба до крај да се изоди. Знам дека не секогаш е лесно, но тие напори се важни за да може да се зајакни правната држава. Бун директно не ги спомена уставните измени, но јасно навести какви се очекувањата. Истовремено потврди дека Париз има, како што рече, доверба во амбицијата и целта на земјата и на владата за план за влез во Унијата до 2030 година. Премиерот, пак во обраќањето пред Бун, самиот го отвори прашањето на уставни измени. Ковачевски се надева дека пратениците ќе бидат на ниво на задачата. Останува следниот чекор, уставните измени, кои ќе се најдат пред Македонското собрание и нашите 120 пратеници. Знам дека нивната одлука не е лесна, но очекувам дека ќе покажат државничко однесување и ќе овозможат земјата да се движи забрзано по европскиот пат. Секако дека тие имаат избор да остават да биде се така како што било и да ја остават земјата во стагнација и неизвестност. Но верувам и уверен сум дека тие ќе бидат на ниво на задачата и ќе донесат одлука со која ќе се овозможи подобра иднина за идните генерации, за нас и за нашите деца. Малку е веројатно дека овие повици ќе допрат до сите пратеници од опозицијата. ВМРО, ДПМН и Левица и покрај пораките од меѓународната заедница засега се цврсто против уставни измени заради внесување на бугарите. Процес за чие финиширање потребна двотретинска поддршка во парламентот. Требало тие што се одлучиле на таква политика да водат сметка пред да потпишуваат договори дека немаат услови за таков политички маневар и нема политички таков маневар и нема да има уставни измени такви како За гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски. Тие кои што